Frontline.mk. На прва линија. Може да ни кажете какви се вашите дневни активности во време на пандемија? Значи дали поради состојбата нели со COVID-19 намален или зголемен вашиот обем на работа? Токму заради настанатата ситуација, многу нешта и во рамките на нашата организација се променети. Приоритетите би кажала дека се многу поразлични во однос на тоа што се случува во текот на нормално време и во текот на нашите редовни активности. Она што го работиме, на што навистина сме фокусирани во изминатите 2 месеци, се неколку целни групи кон кои што се фокусирани и концентрирани сите наши активности. Секако дека тука првин би ги спомнала новите мобилни тимови кои што функционираат од 18 март. Станува збор на 10 мобилни тима кои што ги работиме во соработка со 5 општински организации кои што функционираат на територија на градот Скопје. Тоа се општински организации Карпош, Газибаба, Чаир, Центар и Кисела вода. Некаде околу 50 луѓе се вклучени од нашите вработени и волонтери со мобилните тимови кои што директно се на терен. Во секоја општинска организација постои администратор кој што ги прима повиците од страна на граѓаните, кои што се заинтересирани да добијат една ваква сервисна услуга која што всушност е бесплатна, бидејќи целиот програм е подржан од страна на Фондацијата Кока-кола и Скопска пивара. Но граѓаните овозможуваат, односно обезбедуваат средства за сите оние нешта кои што нив им се потребни за да тие бидат набавени. Што значи дека администраторите ги примаат повиците, си го прават планирањето во текот на денот, нашите волонтери излегуваат на терен и купуваат се она што им е потребно. Најчесто се купува храна, хигиенски производи, но често пати и лекарство, особено за старите изнемоштени лица кои што влагат во еваа група, да речем на лица кои што се во овој ризик. Значи старите лица, лица со посебни потреби, самохрани родители, изолација, самоизолација и поддршка секако за карантинот преку Министерство за здравство. До сега, еве јас извадив и неколку бројки чисто да ви кажам, се примени некаде околу 2000 повици од 18 март, во кои што се реализирани повеќе од 600 посети и се ја дадена поддршка на повеќе од 700 корисници, што кажува навистина дека еден ваков сервис е повеќе и од потребен и дека беше многу важно што брзо се екипиравме. Иако разговарате со представник од Црвен крст на град Скопје, можам да кажам дека ваквите сервиси се организирани на ниво на цела држава и всушност постојат повеќе од 30 канцеларии и 30 мобилни тимови во секој град, да речем, кои што функционираат директно на терен. И сега Црвен крст на град Скопје, освен за граѓаните, дава поддршка со мобилниот тим и за бездомните лица, кои што и така ние ги таргетираме и работиме со нив, и тоа е една од активностите кои што се уште продолжува да работи, но еден засилен тим би кажала, кој што многу повеќе патрулира низ градот, им нуди, им дава на нив бесплатни маски, потоа бесплатни ракавици, средства за дезинфекција, хигиена и повеќе, да речам, информативно како може тие да се заштитат и како може да ги заштитат, да речем, другите лица кои што се околу нив. Дали можеби организирате некакво служење на храна, значи за тие бездомни лица, нешто како народни кујни? Значи, дистрибуција на Да, како што почнав, значи тоа е првата активност која што ја работиме во изминатите 2 месеци, значи со мобилните тимови за поддршка на граѓаните. Втората активност која што не прекина токму заради ризикот во кој што се наоѓаат овие граѓани се поддршка за бездомните лица. Таа продолжува и понатака, значи ова се само засилени мерки кои што ние ги правиме за нив, а храната како што ја дистрибуираме 2 пати неделно во текот на неделата во нашиот дневен центар за бездомни лица, односно во пунктот Момин поток, таа си продолжува. Значи тие таму добиваат се она што им е потребно, покрај тоа поддршка од социјалниот работник, покрај тоа поддршка од лекар, значи медикаменти, особено за оние кои што се хронични болни и секако храна. Тука можам да споменам дека голем дел од донатори, поддржувачи, пријатели, соработници уште повеќе ја засилија нивната поддршка, бидејќи знаат дека во ова време и како е потребна поддршка и дека овие лица се на работна во една многу потешка ситуација туку како обично. Кога сме веќе на тема нели кај донаторите, дали може и да ни кажете каква е моменталната соработка со меѓународниот Црвен крст? Значи каква е помошта што ја добивате од нив, дали работите на некакви заеднички проекти, дали конкретно се вклучени во овие ваши проекти моментално што? Така, секако. Значи поддршката од Меѓународна федерација доаѓа за цело време би кажала, бидејќи оваа година Црвен крст на Република Северна Македонија всушност и
обележува и требаше да проследи 75 години од свое постоење, што значи дека ние сме членка една од 193 земји токму на Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина. Во петок е празник за нас, 8 мај, светски ден на Црвениот крст, значи на нашето движење, и се чувствуваме дека сме дел од една ваква организација, силна поддршка и силна припадност кон нашата организација, мрежа значи на целата организација. Поддршка добиваме за време на секоја криза, секако дека поддршката доаѓа и за време на оваа пандемија, која што и е делумно во финансиски средства, делумно се насочени средствата за поддршка на социјално загрозените лица, значи купување на храна, хигиена, но секако и оние промотивни материјали кои што се важни како за нашите граѓани, но секако така и за вработените, волонтерите кои што треба да бидат добро едуцирани за да може да ја дадат поддршката. Дали може да ни кажете каков е капацитетот на Црвениот крст моментално? Дали имате доволно волонтери? Да. И дали може да ни кажете нели како може еден обичен граѓанин да стане волонтер на Црвен крст? Но пред да го одговорам ова последното прашање, сакам само да додадам уште двете активности кои што сметам дека се важни, а кои што се добри да ги знаат граѓаните. Значи, непречено функционира дневниот центар за доброволно дарување крв. Значи, во овие моменти секако дека се потребни да имаме едно добро ниво на единици крв, да дадеме поддршка на Институтот за трансфузионална медицина, односно за нашите клинички болници, така да граѓаните ги поттикнуваме да доаѓаат, да даруваат крв и верувајте, значи и тука би кажал дека нашите граѓани и волонтерите и сите оние кои што го прават тоа навистина покажуваат една хуманост и една солидарност. Продолжуваме да работиме и поддршка даваме за мигрантите кои се обидуваат нелегално, односно ирегуларно да транзитираат низ нашата земја, така да тие се некои активности кои што мора да продолжат заради итната ситуација. Значи нашите мобилни тимови, тие кои што работат со мигрантите, со поддршка на Високиот комисаријат за бегалци, продолжуваме и понатака да им даваме поддршка, засилени секако во делот на промоција на хигиената и нивното лично здравје на патот додека тие транзитираат. И сега сето тоа да го направиме, секако дека се потребни голем број на волонтери, како што кажавте и сами. Во целото национално друштво вклучени се повеќе од 250 лица, поголеми дел од волонтери, за да се направи една добра ваква мрежа, структура, за да може непречено да се функционира. Голем дел од граѓаните се јавуваат да се вклучат во активностите. Нашиот одговор во овие моменти е дека ги користиме ресурсите и капацитетите на лицата од тимот за одговор при катастрофи, кои што сметаме дека се поискусни волонтери кои што поминале одредени претходно кризи, имаат одредени едукации, знаат како да се заштити сами се, но да речем да го заштитат и целиот систем. Тие добиле електронска обука, да речем, онлайн обука како да го заштитиме системот и од таа причина сметавме дека е добро да не бидеме сега многу отворени кон другите, туку да работиме со постоечките кадри. Но секако ја полниме базата на податоци, сите оние кои што се заинтересирани, ветивме дека кога ќе се заврши целата ситуација, ќе ги поканиме да бидат дел од нашата организација, да се вклучат после една обука за дисеминација во која што ќе опишеме што е тоа што ние го правиме, се со цел да знаат какви активности имаме и каде може да го најдат своето место. Дали е тоа клубот на млади, дали е тоа едукација за крводарителството, дали е тоа во делот на логистичка поддршка на Црвениот крст, безбедност на вода, значи една плејада на активности кои што навистина ги имаме. И сметам дека е добро тоа што го направивме за заштита на граѓаните, но заштита и на нашиот систем кој што функционираше и секако мораше да ги почитуваме мерките кои што беа наложени од страна на нашата држава и од Министерство за здравство. Така да чекаме навистина да заврши целата оваа ситуација во која што сите некако излегуваме на крај како победници и во кој што понатака ќе ги поканиме волонтерите да се вратат во клубовите да волонтират и да ги отвориме уште повеќе нашите врати да бидеме отворени на сите оние нови кои што сакаат да бидат дел од нашата организација. Frontline.mk на прва линија.